Тувани, иако Социјалдемократскиот сојуз се обиде да објасни дека не е значајно дали имало или немало тендер за јавни набавки во кабинетот на Бранко Црвенковски, додека тој извршуваше функцијата председател на Република Македонија, иако Социјалдемократскиот сојуз се обиде да објасни дека обезбедувањето имало право да потроши 15.000 евра по кафеани и ресторани, иако СДСМ се обиде да објасни дека кабинетот на Бранко Црвенковски лично и тој лично не се одговорни, туку сметководството е одговорно за управување со сметките во неговиот кабинет, СДСМ сокри пред македонската јавност дека од сметката на кабинетот на Бранко Црвенковски се исплатувани средства на некои јавни личности во Република Македонија, кои што воедно се блиски до СДСМ. Ова е скандал и ова е поткопување на демократијата. Социјалдемократскиот сојуз не даде одговор кој ги добивал средствата, чудно исплатувани од сметката на кабинетот на Бранко Црвенковски, исплаќани на многу негови партиски и политички истомисленици. Љубомир Фрчковски, многу позната личност и кандидат за председател на Република Македонија од Социјалдемократскиот сојуз. Стево Пендаровски, советник на Бранко Црвенковски и поранешен председател на Државната изборна комисија. Радмила Шекеринска, исто така позната соработничка на Бранко Црвенковски. Владимир Милчин, поранешен член на раководството на Социјалдемократскиот сојуз и директор на Институтот Отворено општество од Сорос. Жарко Трајановски, колумнист, НВО активист, гласен поддржувач на сите политики на опозицијата. Исто така пријател на Милчин. Сашо Ордановски, поранешен директор на Македонската телевизија, сегашен директор на Алсатем телевизија, личен пријател на подпредседателот на СДСМ Гордан Ѓоргиев. Гюнар Исмаил, поранешен министер во повеќе влади на Црвенковски и личен пријател со Гордан Ѓоргиев. Катерина Блажевска, уредничка на весникот Дневник. Ивица Антевски, заменик на Бранко Геровски, во некогаш во Шпиц, а моментално во Неделникот Сега. И Никола Гелески, исто така колумнист, НВО активист, поддржувач на политиките на Социјалдемократскиот сојуз, како и на други личности. СДСМ и Бранко Црвенковски треба да дадат одговор на следните прашања. Кој ја сноси политичката одговорност за сето ова ако е вистина? Дали со буџетски пари вршеле неофицијален подкуп на одредени јавни личности заради добивање на поддршка пред јавноста? Дали СДСМ вака ја замислува демократијата и европските стандарди? И дали СДСМ и Бранко Црвенковски вака го градат односот со одредени поединци во медиумите во Република Македонија? Почитувани, ова не смее да остане премолчено. Очигледно, СДСМ не се менува. СДСМ е истата онаа добро нам позната транзицијска партија. Ви благодарам.